Поставањето на вето за издавање на државни харти од вредност од страна на заменскиот министер за финансии Кире Наумов пред се пензионерите со реакција, со стравување пред новогодишните празници да останат без сопствените примања, со тоа и да останат без пари баш за празниците и дали нивните стравување се оправдани повеќе од вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Добар ден, кажете ми, основани ли се овие стравувања за исплата на пензиите на пензионерите? Па во петок, сега овој петок, планиравме како и вообичаено во изминативе 9 години што правевме да ги исплатиме пензиите за преку 300.000 пензионери. Меѓутоа, со ветото што заменик министерот за финансии СДСМ го ставија врз финансирањето на буџетот, се загрозува исплатата на пензиите, односно можно е да има доцнење или неисплата на пензиите. Но ова не е прв пат СДСМ да работи така за пензионерите. На времето им ги скратија 8% и потоа им исплаќаа на рати пензии, така да тоа покажува еден долгорочен однос на оваа политичка партија кон пензионерите. Не се само пензионерите загрозени, и земјоделците се загрозени, бидејќи не може да се редовно да се исплаќаат субвенциите. Наставниците и лекарите не може плата да им се исплати, како и на војската и на полицијата, односно ќе оди оттежнато. Стопанството, бидејќи повратот на ДДВ е загрозен, реализацијата на многу капитални проекти, од платата на другите обврски. Сето тоа не смее да се дозволи и од тој аспект јас поднесов барање до Државната изборна комисија да се изјасни за тоа дека редовното финансирање на буџетот, а тоа го правиме сите изминати години и го правеше и СДСМ кога го кроеше буџетот во 2004 и 2005 година, не смее да биде загрозено и треба ДИК да донесе соодветна одлука за да може да продолжи нормалното функционирање на буџетот. Така, министер, каде настана проблемот? Предвидено ли беше ова задолжување од страна на при проекциите на буџетот? Ова финансирање, ваквиот начин на финансирање беше предвиден и кога се носеше буџетот, уште 2014 година, се носеше во собранието буџетот за 2015 година и јас тогаш кажав во моето експозе дека ќе се финансира со внатрешно задолжување, односно аукции на харти од вредност, што ги спори сега СДСМ, и надворешно задолжување, односно еврообврзницата што издадовме неодамна. Второ, уште во април 2015 година, долго пред да влезе заменик министерот од СДСМ во министерството, владата донесе одлука за ова задолжување и календарот на аукции кои што се објавуваат квартално, уште во септември стои дека оваа аукција ќе се организира за утре и ќе има уште две други аукции во текот на декември. Така да сето тоа е направено претходно, нити е променет износот, нити е променет календарот, нити е променето било што однос на она како функциониравме сите овие години. Така да од сите аспекти имаме докази, аргументи дека се работи за редовен начин на работење и ништо што е поврзано со изборите, и затоа е чиста политика, ефтина политика би рекол, и многу тесен партиски интерес она што СДСМ го прави. Така, министре, посебно неделава се зборува многу за задолжувањето. Кажете ми, на кое ниво е задолжувањето на Македонија? Во Македонија има 36% ниво на државен долг од БДП и 43,9% јавен долг. Со оглед на тоа дека со СДСМ долго спориме за тоа дали е Македонија високо задолжена или ниско задолжена, треба некој кој што е меродавен да го каже тоа, и неодамна Евростат, што е Европската агенција за статистика, за мерење на нивото на јавниот долг и државниот долг во сите земји, објави податоци. И тие податоци покажаа дека Македонија е четврта најмалку задолжена во Европа. Значи, според Евростат, не според министерот за финансии или било кој, Република Македонија е четврта најмалку задолжена. И сметам дека тоа е најдобар одговор, односно покажува дека СДСМ спори не со нас, спори не со ВМРО, туку спори со Евростат и со европските институции, а тоа не е баш соодветно. Така, министре, се благодарам што бевте гостин во вестите на Канал 5 и како што веќе слушнавме, за ова прашање ќе мора да одлучи Државната изборна комисија.